Добар ден, почитувани гледачи и почитувани пациенти. Добродојавте во уште една емисија Лилма. Денес сакам да ве запознам со еден плод, со една билка која што сега овој период може да се најде, кој што овој период се бере и која што верувам дека на сите ви е позната и верувам дека нема куќе која што ја користи, но сакав да ви објаснам нешто повеќе за нејзината лековитост. Токму денес зборуваме за лековитоста на шипинката, односно Роса канина по латински, или уште позната во народот како дива ружа. Не верувам дека некој има кој што не ја познава шипинката и нејзината лековитост. Претежно станува збор за едно растение кое што баш буквално е грмушка, која што може да порасне и до 3 метри во висина. Се карактеризира со тоа што во месец мај-јуни прави цветови, односно ружички, кои што се со розево-бела боја, кои што исто така се лековити и се берат, нејзините ливчиња. Кај шипинката покри, плодот, оно што знаеме, лековите и цветот, лековите и коренот. Денеска конкретно се задржуваме за лековитоста на плодот на шипинката. Како што реков, се карактеризира со тоа што нејзините плодови се баш буквално како мали крушки, кои што се берат, како што реков и на почетокот на емисијата, овој период, односно од крајот на септември па се до октомври, можете да го најдете дури во ноември месец, иако јас стално велам зависно за тоа што ќе се употребува шипинката, треба и да се бере. Доколку ја берете шипинката за приправки на мармелади, на различни джемови, компоти и слично, тогаш ви треба да падне првата слана, за да може да омекне самата шипинка и да ја користите тогаш. Доколку ја берете за лековити цели, доколку сакате да имате бенефити од користењето на шипинката како чај или за приправка на некои лекови, тогаш шипинката треба да се бере кога е нешто во нијанса на црвенкасто, жолтеникава или црвенкасто портокалова боја, бидејќи тогаш изобилува со највеќе витамин С. Тврда е, морам да напоменам дека е тврда, но тогаш е најлековита. На кој начин пред се суши, плодот откако ќе се обере, задолжително е да се исече на два дела, односно да се пресече плодот, да се остави на сушење. Тој малиот дел што е црниот врв на долната страна на шипинката мора да се отстрани, бидејќи тој црн врв може да направи, доколку конзумирате како чај заедно со шипинката, може да направи камење во бубрезите, па затоа пожелно е да тој црн врв го отстраните, потоа да исечете шипинката на два дела и на тој начин да ја сушите на пробивно место и секако под сенка како и секој чај. Шипинката во нејзиниот состав пред се изобилува со витамин С, кој што го има нешто повеќе од лимонот, негде од прилика околу 5 пати повеќе витамин С има од лимонот. Потоа самата црвенкаста боја му дава бета-каротен, самата шипинка содржи бета-каротен, односно провитамин А. Во составот може да се најде големи количини на железо, може да се најде магнезиум, потоа може да се најде витамин П, ПП, витамин К. Семето во шипинката додека пак содржи доста етерично масло, кое што е доста, да речам, лековито и доста бенефити има од истото и секако многу други минерали и супстанции кои што може да се најдат во самиот плод. Она што ни интересира нас е зашто се користи шипинката и зашто можеме да ја припремиме во домашни услови, односно во нашата домашна аптека. Пред се шипинката знаеме дека е изварена за лекување на различни вирози, односно многу е добра за лекување на различни кашлици, на различни респираторни заболувања, горни и горните и надолните дишните патишта. Потоа може да се користи ки бронхитис, може да се користи ки пневмонија, ки најразлични воспалителни процеси во телото, бидејќи самата шипинка делува антисептично, антивоспалително и има едно снажно аналгетско дејство, односно делува против болки. Покрај вирозите, покрај настенки, грипови, кивавици и слично, шипинката е извънредна за подигање на имунитетот, па затоа сите оние кои што имаат чести настенки, кои што често се разболуваат, шипинката ви е ваш пријател и треба да ја користите во период од 2 до 3 месеца со цел да го подигнете имунитетот и да овозможите подобра издржливост и отпорност на сите овие заболувања. Шипинката исто така е многу добра да се користи за дигестивниот тракт. Поготово помага кај наразлични чиреви, поготово ставам акцент кај чир на желудник, чир на 12-палачно црево, чир на цревата и слично.
бидејќи во составот значи содржи танини. Танините во незиниот состав делуваат стегнувачки, а со тоа всушност овозможуваат превенција и заштита од наразлични прскања и наразлични пукања на самите тие чирови, со тоа што ја подобрува и секако и цревната флора, значи изванредна е за цревната флора. Потоа може да се користи значи шипинката и кај да се примени и кај изголемена желудична киселина. Сите оние кои што имаат проблеми со киселина, би ви препорачал топло шипинката во комбинација со нане или со диво нане да ја користите. Изванреден лек вие за зголемена желудична киселина. Верувајте дека во период од 21 ден вашата киселина веќе никогаш повеќе нема да ве мачи. Исто така шипинката на алги примена како јак диуретик, односно делува за прочистување на мокрачните патишта, поготово кога станува збор за камења и песок во бубрези, во бешиката. Потоа може да се користи кај наразлични воспалителни процеси на бубрезите, наразлични воспалителни процеси на уринарните патишта, кај ешерихија коли, кај наразлични бактериски инфекции кои што предизвикуваат воспалителни процеси во телото. Потоа, за превенција, сите оние кои што се наклонети кон создавање на камења или песок во бубрезите, би ви препорачал шипинката да имате секојдневно како чај, бидејќи не дозволува да се наталожат оксалати, односно не дозволува да се наталожат сите тие супстанции кои што создаваат камен, па со тоа всушност би имале секогаш прочистени чисти бубрези и не би имале никакви проблеми во иднина. Покрај сите овие работи, значи може да се користи и кај проблеми со пролетен умор, проблеми со умор, значи доколку често се осеќате уморни, доколку често се осеќате дека немате енергија, доколку едноставно се осеќате дека сте изнемоштени, шипинката ви е број 1, односно шипинката ви е пријател за тоа, бидејќи делува на подигање на организмот, делува на освежување на умот и освежување на телото, а со тоа всушност ви враќа животната сила, ви враќа животната енергија, ви дава сила, моќ и енергија и овозможува да едноставно си ги завршите вашите функции. Има доста бенефити од шипинката, ова се само некои од попознатите, покрај тоа значи освен што лекува бактериски инфекции, шипинката е доста добра машка билка, односно доста добра за лекување на проблеми со простата, проблеми без разлика дали е тоа воспалене на простатата, проширена простата и слично, и секако делува и доста научни испитувања покажале дека помага и кај проблеми со импотенција. А сега највеќе тоа што ви интересира се како да си припремите лековити препарати во вашиот дом. Пред се тука е значи чајот од шипинка, кој што се прави на доста едноставен начин. Значи се земаат 2 супини лажици шипинка, плод сув или свеж, не е битно, истолчени секако или сечени на 2 дела, ги попарувате со 500 мл зовриена вода. Да стоат поклопени 1 час. Се процедува и се пијат 2 до 3 шоли такви во текот на денот. Чајот од шипинка се пие 3 недели, потоа задолжително да се направи пауза од 1 недела и потоа по потреба се повторува третманот. Лек за срце, лек за триглицериди, холестерол, за наразлични кардиоваскуларни заблувања, чистење на крвните садови. Значи 200 грама шипинка сува, повторно ќе кажам, или свежа, се става во 1 литро црно вино. Да стои затворено 21 ден. По 21 ден се процедува и се пие по 1 ракија на чашка, односно 30 до 50 мл секој утро на гладно половина час пред појадок. Исто така сакам да напоменам и за лек за дијализа, значи овој лек е за сите луѓе кои што се на дијализа за подобрување на нивната состојба и секако и за излекување на истите. Овој лек значи делува на регенерација, на обнова, ја враќа функцијата на бубрезите, се прави доста едноставно, значи ова е така наречено шипково вино кое што се прави по оваа шема. Значи потребно ви е 10 литри вода, потребно ви е едно помало буренце, 1 коцка шекер, 2 килограми шекер се извинувам, 1 коцка квасец и 1 килограм шипинка. Се ставаат сите тие значи во едно буренце, се затвара, остава тоа да стои 10 дена. По 10 дена се процедува, се става повторно нова тура, а оваа тура значи се дели на по еден дел, односно се конзумира
10 дена по 1 литро во текот на денот, можете најнаш, можете во текот на денот, не е битно. Значи потребно е да се направи 4 тури, односно севкупно третманот трае 40 дена, со тоа што, како што реков, се пие по 1 литро на ден. Секогаш кога процедувате едната смеса, одма додавате нова, за да може кога ќе го завршите 10-тото шише веќе да имате наредна тура, односно да почнете наредната тура. Ги повторувам уште еднаш состојките. 10 литри вода, 1 коцка квасец, 2 кг шекер и 1 кг шипинка. Шипинката по можност да е свежа, доколку немате свежа може сува. Ова се некои од лековитите препарати кои што можете да ги користите. Уште еден лек кој што можете да си го направите, вие лек за наразлични ревматични заболувања, артритис, лумбаго, ишијас и слично. Потребно ви е сув плод од шипинка, значи шипинката од кој ќе се исучи да се измеле во машинка за кафе. Едно кафено лажиче прав од шипинка се става во уста со 2 до 3 голтки вода ладна. Ова ви е сув концентрат кој што го пиете, се пие 3 пати на ден по едно кафено лажиче, половина час пред јадење. Бидејќи шипинката има јако аналгетско и антивоспалително дејство. Има и доста препарати кои што можете да си ги користите. Овие се некои од побитните кои што сакав да ги споделам со вас. Имате тука джемот од шипинка, виното од шипинка, ликерот од шипинки, мармаладот од шипинки, така натаму и така натаму. Но верувам дека ова повеќе ви интересира, односно што можете да се припремите во ваши домашни услови. Ви благодарам за вашата гледаност, ве поздравувам сите од ова наше цветно студио и ве посакам да бидете во добро здравје.